Ајде, бидете, окей. Се слуша? Добре. Сте спремни? Па спремна сме. Премиере, дали може прво да ми кажете кои пораки ви ги пренесе председателката во Милајан? Добро, имавме многу значаен состанок секако утрово денеска со комесарот Вархелј, а сега само што заврши состанокот со председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Споделивме тоа што е реалност, тие го знаат. Дома во Северна Македонија сите етнички заедници сме на иста линија по поглед на заштита на нашиот македонски јазик и македонски идентитет. Сите политички партии, атмосферата е комплетно таа. Дојдовме овде во Брисел, во центарот на Европската Унија, да и кажеме и на Европската комисија дека нашиот македонски јазик и македонски идентитет не се за преговори и треба да бидат тргнати од маса. Ние сме пример за диалог, пример за решение, но прашање за кои што никогаш нема да се разговара секако се македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Ја искористивме приликата да споделиме дека имаме ние и гордост, имаме идентитет. Нашата гордост може да биде повисока, пониска, сме го покажале тоа, но преговори за македонскиот идентитет ниту мојата влада, ниту било која друга влада може да води, не па некоја друга држава или унија во која што и не сме членка. Знаејќи го целото тоа, апсолутно испративме пораката дека остануваме посветени на роудмап или адаптираниот план, кој што можеме уште сега, за време на техничка влада во Бугарија, после тоа да интензивираме имплементацијата, посебно со паѓањето на пандемијата од сите можни аспекти. За овие 6-7 месеци исклучивме неколкукратни договори од националните телевизии и пренесувањето на сигналите до посебните агенции како АВАМО, не знам, МИА и дирекциите и агенциите и јавните предпријатија за железници, за патишта, од областа на образованието, од областа на културата. Тоа е бенефит за целиот наш народ во Северна Македонија и немаме дилеми околу тој дел. За кратко и долго име, апсолутно немаме резерва никаква дека и краткото име Северна Македонија се однесува на територијата на Република Северна Македонија. Немаме никакви претензии према нив. Немаме претензии за мешање во внатрешни работи, вклучително и малцинските права тие се решават пред судот во Страсбур и се останато, но веруваме дека заслуживме да се вклучат сите. Посебно и председателката на Европската комисија фон дер Лајен во решавањето на оваа прашање час поскоро. Затоа што ова е драгоцен момент и не треба да го испуштиме, затоа што со само и ваков момент штедиме веројатно најмалку 1,5 година. Следната прилика веројатно е крајот на 2022 година и во едни такви околности ја поканивме, ја повикавме. Иако е преокупирана со скоро сите светски проблеми, но прашањето на проширувањето на Европската Унија не е само прашање за Северна Македонија и Западен Балкан, е прашање и за Европската Унија. Во околности вака со солидарноста со вакцините, со пандемијата, со се, и Европа има оврска да биде дополнително повеќе посветена. Без разлика дали ќе прават декаплинг, даблинг или не знам, разделување или дуплирање, за нас е јасно дека без Северна Македонија да го направи следниот чекор, не се возможни новите успеси на Европа во Западен Балкан или успеси на Западен Балкан на својот пат кон Европската Унија. Верувам дека им е јасно и верувам во духот на европските манири, во духот на европските вредности, Европа ќе биде Европа. Таа која што ја сакаме, што ја сонуваме и кон која што тежнееме, а ние секако сме овде на располагање да продолжиме со разговорите. Дали добивте никакви гаранции од председателката дека нема да има декаплинг, дека нема да има разделување на Македонија? Знаете како, прво по прашањето на идентитетот и јазикот може да прават што сакат. Второ, не е возможно. Затоа што двете земји треба да одат заедно. Ние направивме 3 години од Преспанскиот договор и чекавме. Еве, се случуваат работите и веруваме дека и Албанија и Северна Македонија треба да одат заедно. Ги знаеме стојалиштата на многу земји за нас, ги знаеме и за Албанија. Наш интерес е да одиме заедно. Интерес на Албанија да одиме заедно, ќе си помагаме заедно. Низ целиот овој процес, низ поглавијата и се. И јас посакувам на нашите соседи најдобро. Посакувам исто како за македонскиот народ и сите граѓани кои што живеат во Република Северна Македонија. Но прагматизмот кажува дека прво Европа не сме ни да помисли на некои различни сигнали кои што не се принципиелни и во духот на европските вредности. Второ, тоа е невозможно. Трето, за да има следни успеси, успешни разговори, Србија, Косово,
Босна околу уставот и сето тоа што се разговара. Мора да го испратат сигналот на наградата. Ние заслуживме како никој друг пред нас. 16 години земја кандидат, 3 години после Преспански договор, 100% исполнети реформи, 2020 март потврдено од 27-те земји, комплетно. Продолжуваме понатаму со јакнење на владењето на правото, секој ден тоа го гледаме, со борбата против криминалот и корупцијата, која што не е лесно за ниједна влада во светот, не е лесно и за нас, но тоа е европската иднина и европеизација на Северна Македонија. Отвараме сериозни реформи во образованието, дали основно, средно или високо, во економијата, параметрите се одлични во моментот и продолжуваме во тој фокус. Ние ќе бидеме само добар пример на европски однос и европски манири како Северна Македонија, но крајно време е Европа да се покаже исто така. Сметате дека постои безбедносен ризик во случај на одвојување на Македонија за регионот и за нашата земја? Постои геополитички, и безбедносен, и економски ризик и секаков ризик. Затоа што не случајно кажуваме дека друга алтернатива освен европската иднина на Северна Македонија и на цел Западен Балкан не постои. Нашата аспирација како народ, како нација е заради европските вредности, затоа сме вака определени. Сето тоа укинување можно, или замразнување, или се уште чекање, ги отвара сите можности за секаков вид на ризик, што може повторно Балкана да го вратат на оние децении кога навистина сите не сакаме ниту да помислиме, а дека може да се повторат. И во тој контекст последно прашање, дали мислите дека тие нон-пейпери кои што се појавија на било каков начин се поврзани и за овие изјави за можно одвојување? Дали се појавуваат некои нови идеологии и во Брисел и во регионот? Знаете како, ако затајува Европа, другите користат шанса. Не верувам само за сили надвор од Европската Унија, туку и за сили внатре во Европската Унија. Знаете дека постои кај нас, во многу други земји, во околината, па и во Европската Унија, десен радикализам, па дури и лев екстремизам, комплетен, кој што развива поприлично неблагопријатни планови. Затоа се појавуваат вакви документи или слично, затоа што некој само чека шанса. Шанса на разочараност на граѓаните, шанса на неуспех на Европската Унија или било каква шанса која што ќе створи плодна почва за развој на такви идеи. А не треба многу за тоа. Затоа алармот треба да биде кренат високо. Кај нас се кренат. Се уште сме комплетно посветени со огромна доза на пријателство, со огромна доза на внимание, со огромна доза на европски манири, европски однос, со продолжување на реформите по европскиот пат комплетно, но тоа не е доволно само ние да бидеме посветени. Треба да бидат и нашите соседи, посебно земјите членки на Европската Унија. Грција е, се надевам Бугарија уште повеќе, кога ќе ги формираат посебно своите политички органи, како владата и сето она што представува институции на системот, но и сите други земји од Западен Балкан, но најповеќе Европската Унија.